Почитувани гледачи, добар ден. Кога ние тука во Македонија слушаме кинески јазик, обично ги слушаме буквите Ч, Ш, Дж, Н, можеби, и нели реално поим немаме што тоа значи. Затоа јас ви донесов еден стручњак за кинески јазик. Тоа е нашиот прочуен доктор Игор Радев, кој не само што говори кинески јазик, туку еден од 10 највлијателни синолози за оваа година. Добар ден. Да, добар ден. Најпрво се благодарам на поканата, не би претирувал. Направив грешка некоја или претерав? Да, претиравте малку во фалењето. Значи не стана збор за највлијателни синолози. Најмногу придонеле. Не, станува збор за ранг листа што ја прави Светскиот синолошки центар при Пекинскиот јазичен универзитет за дадена година синолози, 10 синолози кои што придонеле за развојот на синолошката наука во таа година. Значи не станува збор за скромноста ви е конфуцијанска некако така. Не станува збор на скромност, се станува збор за држање до фактите. Аха, добро. И сега што тоа точно представува? Што вие во оваа година сте сработиле за да се најдете на таа престижна листа? Па искрено кажано, немаше таму детализирање конкретно зашто, иако можем да претпоставам, веројатно и во врска со тој тип на истражувања, сега веројатно и самиот имам нека одредена компаративна предност, имено зошто. Се во текот на оваа година претешно се занимава со истражување на темата на односите помеѓу Византија и Стара Кина, некаде раниот среден век, тоа е епохата на династијата Танг во Кина, на патот на свилата. Се зошто викам тука имам компаративна предност? Затоа што моето првично образование е по класична филологија. Јас имам дипломирано класични студии на филозофскиот факултет при УКИМ. И дури после си имам посветено на синологија. Сега, кога човек ги има, да речеме, овие две образовни полиња истовремено, кога станува збор за таков вид на интеркултурни истражувања, му дава тоа голема предност, затоа што релативно лесно може да се снајде и во старогрчки, латински, историски извори и останати, изворите се од двете страни. А истовремено и од соодветните класични кинески извори, така што може определена тема да биде осветлена многу подобро. Сега, во врска со тоа планирам, ако даде Господ, во текот на оваа година или почетокот на идната, да издадам една книга, што би требало да издаде Шангајската академија за општествени науки, токму за прашањето за кинеско-византиските односи на патот на свилата во раниот среден век. Па сега, ако во врска со тоа, веќе да кажам, имав СНВ и држав и предавање на повторно на Шангајската академија за општествени науки за оваа проблематика, каде што претходно во Шангај. Во Шангај, да, тоа да нагласам. Во Кина секоја провинција имаат своја академија на науки, како што има и државата на национално, на ниво. Секоја од овие провинции па секако, затоа што секоја провинција таму е цела една европска, не можам да кажам цела една европска држава, има наречени провинции кои што имаат по 100 милиони жители. Има Шангај, било која европска држава. Речеме Шангај, кој што е град муниципалитет, но со статус на провинција има 26 милиони жители. Тоа е цела една држава. Да. Сега ако говориме со европски мерки. Сега, вие за да, ако добро разбрав, поправете ме, како што кажавте, фактите се битни. Вие ги знаете класичните европски јазици, од раниот среден век и доцната антика. Добро. Веројатно и нешто повеќе, латински, грчки и така натака. Но вие разбирате и оние старокинески говори, како што е старомандарински, старокантонеси. Поимот мандарински јазик се однесува на, тоа е еден обично во странски јазици го употребуваат за означување на современиот стандарден кинески, литературен јазик. А како сика старокинески? Обично користиме изрази како древно кинески јазик,
тоа е кухање, значи и класичен кинески јазик, сега тоа е уењевен. Сега ќе Кога се говори о тој ја ќе класичен? прашате што е разликата. И ќе направиме ви споредба за да можете да сватите подобро. Значи, по древно кинески јазик се подразбира нестандардизираната форма на старо кинескиот јазик, за кој што имаме пишани извори, значи почнувајќи некаде околу од 16-тиот век пред нашата ера, па се до некаде 3-тиот век, исто така пред нашата ера. Зошто велам дека е нестандардизиран? Затоа што во тоа време кинеската држава функционира на едно децентрализирано ниво, како повеќе како еден вид сојуз на локални држави под врховен суверенитет, нели, на кралот има две династии, Шанг, и после тоа се надоврзува Џоу. Меѓутоа после тоа, значи тоа е некаде 3-тиот век пред нашата ера, сигурно сте го чуле, нели, тоа е Чин Ши Хуанг, претходно крал на една од тие локални држави Чин, кој што во тие меѓусебни борби, значи ја презема власта врз целиот тој тогаш кинески свет. Така, тој е автор, односно тој е градителот на првата верзија на кинескиот зид, нели, оставени се големи археолошки остатоци од него, веројатно сите знаете на неговата глинена армија што е откриена во Шијан и така натаму. Значи после таа, пошто тој кратко владе, после него се надоврзува династијата Хан, доаѓа до стандардизација на овој класичен кинески јазик. И дури за тогаш може да зборуваме тоа е стандардизирано верзија класичен кинески јазик. А претходно, да речеме, имаме определен диверзитет во јазичните изрази на индивидуални автори. Не знам, Лао Це, Конфуци. Значи тоа е сето тоа е во склоп на оној старо кинески, значи јазичен кој не е стандардизиран. Сега можеме да направиме ваква споредба во однос на старогрчкиот јазик. Обично ние кога кажеме се старогрчки јазик, мислиме на онаа стандардизирана верзија на старогрчки, така нареченото атичко кој не, односно јонско-атичко кој не. Значи тоа е стандардниот јазик што претежно се говорел, значи се употребувал во литературата на древна Атина, кој што после значи освојувањата на Александар се наметнува како со мали измени, како е да речеме тако стандарден јазик за интелектуално општење на тој хеленистички свет. А претходно, на пример, имаме да речеме Херодот се употребува, значи свој говорни норми. Да не зборуваме за Хомер, кој веќе можеме дури да зборуваме за посебен облик на јазикот, хомерски грчки и така натаму. Каде што секој автор во зависност од своето, значи, географско потекло си користи сопствениот дијалект за писмено изразување. Можеме да направиме ваква паралела. Ова беше многу пластично објаснето, мислам, луѓе како мене да може да сватат. Тоа е прилично успешно од ваша страна. Сега, вие магистриравте во Кина и докториравте, така? И сте биле голем број на пати таму. Сте престојувале, сте живееле. Да, сум живеел, ако соберам се на куп, значи, на глава сум не во континуитет, 9,5 може до 10 години, ако не помнам. Сега, јас од време на време среќам луѓе кои биле во Кина, нели, да кажеме во последниот период, и сите ќе ви кажат кинезите живеат од 26 век, нема врска со ова кај нас. Што значи тоа? Многу се гради, многу се напредува. Не само што се гради, туку и во да кажеме така модернизација на секојдневниот живот. Значи, ако можеме да кажеме една карактеристика што јас сум забележал, значи во кинеското општество, тоа е што технолошките иновации многу брзо се применуваат. Влегуваат во секојдневна употреба. Што значи тоа? Немате новчаник, имате телефон, така плаќате? Да, има телефон, со тоа може да, значи буквално секаде се плаќа, во метро, се функционира на еден таков, слободно можеме да кажеме, дигитален, бежичен начин. Претпоставувам и вие стандардни, класични начини на плаќање кај уште може да, но ќе имате проблем. Во смисла, секако дека може, пример, ќе извадите вие, не знам, 100 јуари некога нешто да му платите, во готово, ама тој нема кусур да ви врати, затоа што 5 години никој не му платил со кеш.
До таму се, значи, отидам. До таму се, да. И сега, како тоа, например, често еве на И не интернет... зборуваме само за тоа, да речеме, ќе забележите, релативно голема пропорција, значи, на користење на електрични возила во градовите, можеме да забележиме во Кина. Да, Да. значи масовно користење. Масовно, на да, електрични. да. Што да кажеме, во нашиот дел од светот не е пример. Сега за сега не, да. Тоа многу придонесува, тоа веќе мислам да го кажал некаде, дека многу е намалена, интересна, не просто загадувањето со издувни гасови, туку загадувањето со бучава. Тоа многу луѓе кои ми го кажуваат, кои што прв доаѓаат во некој голем кинески град, Шангхај или кај се зачудуваат како на огромни големи улици и булевари е многу потивко отколку на скопските улици. Тоа е поради електричните возила. Тоа поради електричните возила, да. Значи, за Скопје електрични возила многу ќе значат. И бучавата и загадувањето. Да, ќе се зависи намали што го драстично. предизвикува, значи загадувањето кај нас, дали се електрични, дали се Автомобили. автомобили или пак загревање. Тоа е една загадка. Или пак горење на отпад донесен кој знае од каде. Добро, си имаме ние повеќе. Си имаме, да. Да, нашата мака е голема. Сега, да говориме за Кина, нели? Често на социјалните мрежи ми се појавуваат видеа, фотографии, например, не знам, некое место кое што прв пат слушам за него, буквално до пред 2 месеци било тоа некој селци, сега одеднаш таму има, не знам, 20 облакодери, 4 молови огромни булевари. Како тоа успева за туку Добро, сега краток? да не претеруваме сега за база 2 месеци, но Добро, 6 месеци. ефикасна, многу ефикасна инфраструктура. Многу ефикасна инфраструктура, значи се може да биде брзо донесено, ефективно таму каде што треба и да се стави во употреба. Значи, Тоа е ниска главната- цена на производство, а Зависи, ефикасност. не е ни веќе ни толку ниска, но најбитно се, според моје видување, е ефикасноста на инфраструктурата. А дали во меѓу време порасна стандардот на кинезите? Да, секако, Да. но не да е порасна, туку не се споредува ако земеме до пред 20 или 30 години. Да кажеме која е платата таму. Може ли тоа да се каже? Бидејќи има различни региони, не е Не, исто. различно, да, дворете. Значи тоа исто е да направиме ваква споредба. Сега ако јас вас ве прашам, која е просечна плата во Европска унија? Внимавајте, Европска унија е и Бугарија, Европска унија е и Луксембург. Да. Значи јас можам да изведам некоја математичка средина од најниската и највисоката. Ама ако живееш во Луксембург, еднako живееш во Бугарија, сосема Да, не е меродавно. друго, да, тоа не е меродавно. Сега ако сега баш во последно време не сум видел, ама лани знам која гледа, значи статистички просечната плата во Кина за минатата година беше, и тој, ако не гледав минато, може било за предминатата, било околу 7500 јуани нешто. Значи тоа некаде би му дошло околу 1000 евра, може би 1000 и нешто евра, зависи од курсот флуктуира. Варира. Ама повторно нагласувам. Тоа може би значи во Шангај ќе биде дупло или тродупло повеќе од овој просек, а од друга страна, не знам, во провинцијата Кансу, што е нели во пустината Гоби, може би ќе биде дупло помало од просекот. Многу е тешко. Значи, различни животни трошоци, точно. стандарди. И јасно, и животни трошоци не се исти. Значи тоа е исто како да повторно да се навратам на оваа метафора што кажам, просечна плата во Европска унија, значи Или во Соединените американски држави, разни. Не е секаде исто тоа, да. И не се секаде исти трошоците и Така е, така. и примањата. Сега, појас и пат БРИКС. Што е побитно за кинезите? Или паралелно двата процеси се одвиваат? Не, ја мислам првото, затоа што Појас и пат? Да, затоа што тоа е нивен проект, така. Аха, а ова БРИКС е заеднички. заеднички. Значи, во БРИКС се споделуваат одговорноста, ова одговорноста е економски, не сум да станам збрзан, че за економски проект е нивна, претежно. И што точно представува појас и пат? Еве, долги години тоа функционира, освен економскиот дел, дали има некој политички дел? Не, ова е пред се, значи, економски, значи, ова не е, значи, моја, значи, не е конкретна експертиза на од она што го знам. Исто јас можам да знам од медиуми, значи, станува збор, значи, за
инфраструктурни проекти, значи за проекти на меѓудржавно поврзување и развивање значи на економски коридори. Добро. Со кои што било леснете значи трговијата и инвестирањето. Да, и бидејќи слушаме разни шпекулации дека не знам, ваму бил прекинат, таму бил, па некои се откажале, па некои наводно влегуваат. Дали е успешен тој проект? Процентуално е успешен, да. Значи во секој голем проект, да речеме, значи по законна веројатност секаде ќе има и промашени инвестиции, ќе има и успеси. Значи но во целина е во позитива сега до сега. Што мене ми е познато. Да, во Кина, бидејќи тоа сте можеле да го видите, како функционира таму животот во смисла? Во која смисла? Не целиот живот во Кина, тоа е невозможно да се опише. Како да кажам, економскиот живот. Значи во смисла, дали е се тоа државни компании како што ги имавме на времето во Југославија, нели? Не. Или тоа е или е тоа повеќе слојно? Значи вака ќе објаснам. Значи она што се главните, еве да ги наречеме така, лостови на економијата, значи државата има голем удел. Што подразбирам по тоа? Значи енергетика, оно што се однесува на инфраструктурата и сега и оние области што се битни за социјалниот развој, како што се здравство и образование. Претежно, да, не исклучиво, но тие се, да речеме, тие области се под, како да кажеме, под пресудно, значи, државно насочување. Но, оно што се однесува, значи, на производство за стоки за широка потрошувачка, тоа е доминација и го имаме на приватниот сектор. Значи имаме една таква диалектика на економијата. А од друга страна пак имаме... Тоа што е стратешки битно го држи државата, тоа другото и преку тие стратешки битни може да се прават, значи, планови и насочување на идниот економски развој. А сега од друга страна пак имаме и ситуации, како можеби во странство најпознатата кинеска фирма што е Huawei, каде што е многу тешко да биде определена, значи, како да се изрази, значи, да незиниот собственички идентитет многу тешко е да биде определена со наши поеми. Тоа е самоуправна фирма. Еден вид. Па не е баш сосема како кај нас што беше во Југославија. Значи функционира како акционерско друштво. Со таа разлика што сите акционери се вработени во самата компанија. И како функционира тој акционерски пазар со акции. Значи, вработените може да ги продаваат и да купуваат акции, меѓутоа може да ги продаваат само на други вработени, но не може да ги отуѓат надвор од компанијата. Сега, ваков тип на работничко акционерство, како да го определиме? Кооперација би било... А можно е, да. Најблиското. Да. И дали тоа Мондрагон во Билбао е корпорација. Тоа е чисто како и модел. Дали е применлив и во други земји, во други сфери. Сега, Huawei како компанија има околу 200.000 вработени. Со други зборови, во склоп на тие на тој број 200.000 се милионери претпоставувам. Што не може значи колку акции има се. Нема сите изброј. Сега теоретски ние можеме да се замислиме да се развие пазар на акции, така каде што може да се купува, да се продава меѓу себе. А кога станува збор за помал број на Европа, дали тоа е изводливо или не? Тоа е чисто многу интересно како експеримент. Да, секако, но е интересно да се слушне, барем Huawei е познат кај нас. Да. А што беше со како се викаше градежната компанија Everglade, како беше? Evergrande беше. Evergrande, така тоа беше англиското и кинеското заборив. Тоа беше голема афера некоја. И дали таа беше укината? Да. Значи нема во Кина доволно многу големи задумби. Такво нешто не постои, значи. А тоа беше приватна фирма? Да, приватна и значи минатиот јануари по одлука на суд е ликвидирана. Да, сега. Тука имаш образложение едно, вели ние не ги правиме становите за да заработиме на нив, туку основната функција на живеелиштата е луѓето да живеат во нив, така? Да, тоа е, значи, тоа е да се изразиме така. Буквално затоа и пропадна компанијата, бидејќи цените на становите, ако ја не се лажам, падна така во еден период. Или не се искачи доволно. Со шпекуланство. Аха. Да. Сега, што значи тоа?
колку чини да се купи стан, да кажеме, добро, са не во Шанга или во Пекинг? Прескапо. Тамо е прескапо. Тамо е прескапо, да. Дури повторно речем пред неколку години, чисто да речеме, се заинтересирав за информации, во Пекинг, да речеме тоа некој по-централно градско подрачје беше дури 12 преведено во наши пари, односно евра, 12-13 за квадратен метар. Во Шанга? Пекинг. Пекинг. Пекинг, да. Значи по градското подрачје. Блиски до Менхетан. Да, а сега во условно кажано во релативно подалечните предели, да речеме да споредиме еквивалент на Скопско Радишане, може би околу 5000 евра за квадрат, 5-6 000, да. Значи не е кина ефтина баш. Не. Да. За крај, ако може малку да ни го приближите, како да кажам, интелектуално-политичкиот живот. Дали е тоа комунистичка партија, па ние тоа го преведуваме како едно еднообразно општество? Напротив, многу повеќе шаренило отколку кај нас? Отколку кај нас и на сега и на запад, мислам. Тоа е, како да кажам. Што значи тоа? Тоа е еден голем проблем, значи ние што го имаме значи кога станува збор за култури кои што немаме увид, дали преку јазична бариера, дали поради недостаток на информации, затоа што пази, тоа многу и вие како новина, тоа сигурно ќе ве интересира да се замислите малку на оваа тема. Што знаеме ние, не само за Кина, туку и за целокупниот незападен свет и од каде тоа го знаеме. Значи, тоа што го знаеме доаѓа преку не велам западни, велам англосаксонски медиумски извори. Значи, целото наше знаење, оно што мислиме дека го знаеме, во голем дел се станува збор за предрасуди, заблуди, стереотипи. Стереотипи, дури слободно можем да кажем, од стриповска, значи карикатурална провениенција. Да. Што доволно говори за, значи, на нивото на интелигенција, кој ја веруваат во такви нешта, мислам. И тој е наш голем проблем. Значи, имаме, кога имаме недостаток од информации за нешто, ние тоа како ментално се справуваме со тоа, така што се нивелираме во смисла кинезите, индиците, се тоа исто, се тоа еднообразно. Напротив, има неверојатно, значи, шаренил, значи јас што се интересирам повеќе, значи областа на културата и на особено на литературата, значи не сте свесни какви литературни правци има, политичките коментатори, дали постои некаков плурализам во размислувањата? Во која насока? Во политичка смисла, различни мислења да се судираат. За што? За политики? За политика, за политики. А секако дека има. Да. Секако дека има. Пошто кај нас нема баш многу. Што подразбирате по тоа нема? Иако имаме демократско општество, повеќе партиски систем, сепак мислата некако е збијана меѓу. Не, во Кина има вака, значи во Кина има повеќе партиски систем, во која смисла? Во тоа што комунистичката партија не е единствена партија, че партијата има водечка улога, но има уште 8 други партии. Што прават, излагаат на избори? Не. Како? Излегуваат на избори? Имаат своји представници во големото кинеско народно собрание. Аха. Значи тоа функционира на делегатски како функционира? систем. Значи комунистичката партија предводи. Така некако, да. И значи сите имаат Ова ми е многу нејасно, мора да. Да, и сите имаат представници во големото народно собрание. Аха. Ама сепак секретарот, предводникот на комунистичката партија е предводникот на Кина, така? Па така му доаѓа, да. Така некако јас тоа го разбирам, иако ми е многу нејасно, мора да кажам. Па да, станува збор за друг политички систем. Значи тоа е исто така како Сега него сваќаме да кажеме комунизам. Овако, па еве резултатите сами за себе говорат. А зошто е тоа е интересно прашање. Еве, ако кажеме во светот треба да има само еден уметнички правец или не знам, еве само еден музички правец, што хеви метал, сите се должни да само тоа е единствениот легитимен музички правец, сите ќе речат што зборува будала. Ама кога тврдиме дека во светот, во универзумот има само единствен легитимен политички систем, а сите други не треба да постојат, тоа го сметаме за многу умно.
Игор Радев, времето ни заврши, јас уживав во овој разговор и се надевам дека за брзо време ќе имаме повторно малку повеќе време за некои Добро, поинакви благодарам теми, многу. поврзани со Кина, со далечниот исток и така натака. Благодарам. Благодарам исто. Почитувани гледачи, вие останете со Слободен печат.